Двете деца, брат и сестра, што и мачеше маштејата и татко му и однесе в планина. Чита Александар Станојков. На еден маж му умрела првната жена и му оставила две деца. Едното машко, другото женско. Машкото 6-7 години, а женското 4 години. Децата биле многу лични и кротки. И гледал пустиот маж некое време и видел оти не му ја даро на маж да чешла и да пошти деца од вошки, та станал и се преженил за една вдојца, што имала и таа две деца. Вдојцата била многу лоша, та од која влегла во куќата од мажо и зела во раката клучеите на сета куќа, ватила да и пизми и да и тепа ич за нио што децата што и нашла. Едно оти биле многу лични и друго си имала свој, та нив сакала да и има во куќата, а од маже што и нашла да и сотри. Многу време што и мачала, која со ќотек, која со безлеби оставала и не му кажале децата на татко си да не нешто татко му да кара, ја да не ја тепа пустата и мајка алџак. Арно ама, таа од ден на ден се поеќе и мачела и со тие маќи што му даала мислела да и сотри. Веќе не се трпеле маките и му кажале на татка си и децата како гладни остаела и ич за ни за ошто и тепала. Сопрво не ќел таткото да му верува на сиротите деца. При се што и гледал по лицата опепелени, во главите вошлосани. До најпосле му кажали комшиите што слушале секи ден пискотниците од децата, која и тепала и мачела. Тога веќе поверувал пустио маж и спрегнал колата, ќе оди надрва, излегол од село надвор и му ја дал колата на некој пријател да му ја набери дрва, а пак тој се вратил дома и од мала врата се качил на куќа, та седнал до баџа да гледа дали на вистина ќе и мачи неговите деца. Едно го испратила маже на дрва и на часо се запретала да меси зелник. Заклала кокошка и клала да се вари зелникот да го печи. И измолзила кравата и му надробила лепи млеко на децата незини да ја поручаат, а на неговите сироти деца машата му ја удрила по глава и истерала надвор велејќи: "Што стоите бре свински и песји синои? Што не излезите надвор да истерате крава за вгоеда, телето на телчаро, свињите на свињаро, а брготе свински синои од кучка окучени од пес за урекане? Вршете работа. Што сте зинале саде за јадење да би срце и срдешница везело да би?" Така и колнела и со машата по глава и тепала, дури истерала од куќи надвор да ја вршат работата што му нарачала. Сироти деца, гладни и жедни, со полни очи од солзи, глас не можеле да даат и да плачат, оти уште поеќе ќе и тепала, што никој од рацете не можел да му ја отмит која и тепала. Многу пати иделе комшиите да и отмат, а арноми на комшиите таа му го даала арџот, та не смееле да идат се едно. Знаејќи тоа нешто, сиротите деца поеќе трпеа ќотеко, ошто да плачат со висок глас. Забраа кравата, телето, свињите и отераа стред село на гоедарите и си дојдоа дома. "Си дојдовте бре проклети," му рекла. "А сега зарините лепешчите од кравата. Што стоите да не застанете како некои гости јабанџи? Сметете, вода залејте, дрва донесете, што чекате? Се едно зер да ви велам, да не би рекле Господи помилуј да би." Сите работи што му рекла ги сврша сироти деца, ручекот дошол и тие уште гладни стојат. Тамам ставила да ручаат и истерала од куќи надвор, да си седнала со своите деца и таа да си ручаат зелник и кокошка јанија, а пак сиротите седнале надвор на еден камен и си плачеле тивко да не и чуе клетата и маштеа и да искапи од ќотек. Откога се нагостила клетата машта со своите деца, зела две корки ржан леп, суф, и му дала да јадат, а јанијата што останала и од зелникот му го дала на пците,
да нема за вечерата, која ќе дојдел мажот и од дрва. Слушете вамо вие белекучиња, немој да му кажете на таткови вечер, оти прави зелник, оти грклано ќе ви го извам, пред таткови, чунти јас не се бојам ни од таткови, ни од никого. Разбравте сега што ви велам? Разбравме, мајко, ја рекле плачејќи. Мажот од баџата сето виде како му правела жената му на децата и голема мака му падна и сакал тогај уште да слезе од баџата да ја отепа. Арно ама па се зраздумал, чунти ако ја отепа, треба да лежи апсана и пак децата ќе му бидат сироти потурнати, посокаци треба да питаат. Немало маривети со тоа. Пресапил да остаи и со тоа калемо не му вати, чунки одвај неа ја нашол вдојца со 300 маќи и едно чудо пари по арџел дури ја нашол. А па како ја остаи, друга не може да најди. Секако пресапил, никако калемо не му ватил. Најпосле си пресапил децата да исти од куќа и друго чаре не бидува. Слегол од баџа и отишол да си ја пречека колата со дрвата, да си дошол вечерта дома. Утрото рано ја натерал жената си да месите една голема погача. Наполнил една голема црпка со вода, зел и неколку црпки празни, да ја вкачил децата на кола и ја однесол во една далечна планина. И растоарил на едно место. Но направил една колиба во шумата, да ја клал во колибата да поседа дури да набери тој колата дрва и после ќе дојди да иземи. Седете ми, милите ми деца, овде, дури да наберам јас дрва, да после ќе дојдам да ручам и да ве земам да си оиме дома. Ако се забавам за ручек, ете ви ја погачата, ручајте си, ете ви ја црпката со вода, пијте си. Аман бе, му рекле плачејќи, не носи не веќе дома кај лошата ни нова мајка. Однеси не како кај некоја мајка што ни умре, кај такваа мајка сакаме, а не као кај оваа што не ни даа леп динете па се едно. Нема да ве носам, чеда мој, веќе кај оваа лоша мајка, ами ќе ве оставам кај дедо Господ, тој да ви биде татко и мајка. Така му рече сиромајот татко и плачејќи се оддели од милите си дечиња, што и остаи на Бога, да и обесил празните црпки на една бука, да и дуа ветро и се чукаат една со друга од буката, да слушаат децата ја татко му бери дрва и маат со секирата. Си набрал дрва и си ошол дома без деца. Кога видела жената му, оти децата не и донесе мажот ја, голем ќев беше сторила. Арно, ама Господ сполај му, прав судија ет, ти ќе не остаат само за на тој век да и накажуваат лошите, ами и на овој век и накажуваат. На часо беше му истресло обете деца на жената и веќе не и претресло, дури биле живи и дури си припознала кабаето што и мачела двете посинчиња и од себе по незин, мажот ја остел в планина и да ја јадат волци и врани. Сиротите деца чекале таткото да дојди да ручаат. Го немало, да си скршиле од погачат и се напиле од водата. Прик вечерта слушаат тропотниците од црпките што беа обесени на буката и се си мислеле оти уште бери дрва татко му, а не знае оти пустиот татко беше остел на Бога, тој да му биди татко. Од кога виделе оти не му дошол таткото, си вечерале и си се гушнале да си спијат. Утрото станале, пак татка си го чекале, арно, ама тој не би късмет да го видат. Си крши од погачата, си јадоа, си пиеја од водата дури имаше и најпосле остана и без леп и без вода. Брате, леп ми се јади, му велело девојчето на машкото. Брате, леп ми се јади. Да и мене ми се јади, море дете. Ами кога немаме, што ќе јадиме? Така велејќи машкото дете на сестра си, тргнало околу колибата да бара ѓоа нешто леп. Овде, онде барало, нигде не могло да најде леп, ами ти нашло една лепешка,
што беше ја пострале волоите од татко му, која и беше однесол тука, и ја зел лепешката, та ја донесол во колибата и ја поизмесил малце, та ја клало да ја печи и да му даде на сестра си на место леп. Брате, леп ми се јади, со плачење му сакало девојчето. Леп, брате, леп ми се јади. При се што му се јало и на машкото, Арнамо бидејќи поголемо, сетуку повеќе траело и гајрет чинело. Трај ми, сестро, трај ми, сега ќе се испечи погачата и ќе ми ти дам. Во истото време брцнал со една прачка во лепешката да види али е печена и еве му го Господ сполајмо на старец престорен, му седнал до нив и ватил да ја прашат од кај се и што дошле тука. Што правите овде, брече, да му рекол, кој ве донесе? Тате не донесе, дедо, му рекло машкото. Овде, дека не неќеше новата мајката, не остаи овде и ни рече ќе дојди, па да не зема и не дојде. Еве сега, дедо, леп немаме, сестра ми кај плачи за леп и јас најдов една лепешка онде долу, та ја замесив и еве кај ја печам ѓоа као погача, дедо, да ја давам на сестра ми да јади за да не плачи. Арно, дедо, туку еве кај не се печи. Се печи, чедо, се печи и не е лепешка, ами е бела погача. Изваја сега од тие печена да си ручате двата. Не е, дедо, погача, не, ами лепешка е. Ај изваја да видиш дали е лепешка, му рекол Бог милостив. Која ја открил лепешката од пепелта, гледал една бела погача, голема како некој воденичарски камен. Се искршил едно парче од погачата и е дало и на сестра си, та си се наручале саде за ќеф. Вода сакам, брате, вода ми се пие. Оди, чедо, му рекол Господ. Ондека има една чешма и до чешмата има едно стомне. Наполни го вода и донеси ја на сестрата да се напие. Нема, дедо, овде чешма, нема. Оди, чедо, оди. Има чешма ене онде во дрвоно, ти не си ја видел досега. Поиди и ќе ја видиш сега. Отишло детето кај дрвото и вистина нашло чешма. До чешмата стомне, си го наполнило вода и си го донесло во колипката, та си ја напојало сестричето. На, чедо, оваа стрела, му рекол Господ, да си ја имаш и на што ќе врлиш се да удриш, зајаци да си тепаш и да си јадите дури да порастите. Ете ви погачата да си јадите и да си живеете. Ај седете ми со здрави. Ела, бакнете на дедо рака сега, оти ќе си оите, дедо. Му бакнеле рака и си ошол Господ кај што дошол, а децата си останале таму да си живеат, дури да си порастат. Ете која да сака Господ да не ја умира две деца сирачиња, изфрлени во една пуста планина да ја јадат волци и врани. Си седеа децата и се јаде од погачата, си пиеја вода од чешмата и никогаш погачата не му се биттисуваше. Потпорасна и ватија да шетаат подалек од кај што живееја. Шетајќи, видело детето еден зајак и си рекло со умо да тргне со стрелата на зајако, та да види дали вистина ќе го удри како што му рече старио. Едно тргнување и беше го отепал зајако. Ќев голем сторило дека го отепало зајако и си го одрело, та го испекле, та си го изеле. Многу години беа живееле во таа планина, дури имаше зверки да тепа момчето. Чунки од дете момче веќе стана. И да јади, и да пие, и најпосле тргнале по друга, поголема планина да бараат лов и тамо да живеат. Шетајќи по таа планина, туку беше нашле еден чуден сарај во планината. Турнаа портата и се отворила. Влегле во сарајо и се качиле по скалите горе. Прошетале низ одаите да видат што има, што нема. Што да видат во одаите? Што око човечко не видело, тоа имало таму. Сегде прошетале и нигде човек не нашле. Тамам, сестро, еве овде е за нас да живееме. Мошне, Арно, брате, му рекол. Овде нека живееме, лели велиш ти, ама ако нема никој стопан на овие сараи. Кој сака нека има, сестро, стопан,
Јас овде ќе живеам. А ако се јави некој човек, али друго нешто стопан, веднаш ќе го стрелам. Макар и нека биде некоја ламја или друго нешто. Знаеш, тиот и стрелата ми е благословена од стариот што ми ја даде. Сарајо бил од некој змев што имал 40 глави и бил затворен во една одаја, да слушал тој муавет што зборувало момчето со сестра си и се уплашил од стрелата што ја имал и никако не излегол од одаја надвор да му стори некаков пакос. Јадење, пиење во сараите имало доста, што ти душа сака. Си живеале како некој паши. Научено момчето на лов, беше излегло еднаш низ планина и видело еден зајак. Колку да врли со стрелата да го отепа и дал вик зајако: аман момче не стрелај ме, оти си има мали дечиња, та ќе ми остана сираци. Ела по мене ако сакаш да видиш и ќе ти давам едно од моите зајачиња да ти биди за веко поштаджија. Слушајќи тие збори момчето од зајачицата, се смилило, чун ќе му рекло те ќе му остана зајачињата сираци, а пак сирак само ти било и знаел какви маки тргал која бил сирак. Отишол кај зајачицата и му дала едно зајаче зајачицата да му биди како поштарџија, сајџија. Си го зел зајчето и си дошол на Сарај. Утрото па излегол на лов и нашол една лисица. Колку да тргне да ја отепа, спискала сирота лисица да не ја тепа, оти си имала мали лисичиња. Аман, брате, не стрелај ме, оти си имам мали лисичиња да ќе ми останат сираци. Ела по мене ако сакаш да видиш и ќе ти дам едно лисиче да ти се најди за секако зло час. Се смилило момчето и отишло по лисицата да му дајте едно лисиче. Му дала и си го повело по себе да си го однесло на Сарај. Другиот ден, пак излегло момчето на лов и евет еден волк му се испричал. Колку да тргне со стрелата, дал вик волко: аман момче, немој не стрелај ме, оти си имам мали волчиња, та ќе ми остана сираци. Ела ако сакаш да видиш и ќе ти давам едно волче да ти се најди на зло час. Отишло момчето и зело едно волче, та си го донело на Сарај. Четвртиот ден, па ошло на лов момчето и еве му една мечка, му се јавила пред него и колку да тргне да ја стрела, дала вик мечката да му се моли да не ја стрела. Аман момче, ти се молам, немој не стрелај ме, оти си имам мечиња мали, та ќе ми останат сираци. Ела по мене да видиш и ќе ти давам едно мече да си го имаш за на злочас. Отишло момчето и зело едно мече, та си го донесло на Сарај. Си рани 4 зверки и се сторија ко џамити штенци. Та кај што одеше момчето, таму одеа и тие. Страшна арка му беа и око не му трепнуваше кога да шетеше по таа пуста пустелија. Сам тој и напре не се боеше дека имаше стрелата благословена од Бога, арно, ама и со 4 зверои, пак му беше друг гајрет. Во Сарај, значи, имал од змев со 40 глави и беше ја пленил тога брзо ќерка му од еден силен цар, та беше ја скрил во една скривница што била праена во Сарајо. Царо беше распратил луѓе по сета земја да ја бараат ќерка му и кога дошле едни луѓе што шетале по таа планина кај Сарајо, ја виделе сестра му на момчето во првата одаја, кај што си седела на пенџере со брата заедно, и веднаш беа поверувале, оти таа е царејата ќерка што седела, а брата е го сторил да е змео што ја грабил. На часо го обколиле Сарајо и едни отидоа кај царо да му кажат оти ја нашле, и друзи се опреа да му влезат преку зид и да го убија змео, та да ја оттинат ѓоамити цареја ќерка. Сопрво дале вик по момчето да му е пушти цареја ќерка што ја грабило, ако сака да го остаат живо, а ако не, пери пак ќе го направат со семати Сарај и со него. Слушајќи тие збори момчето, му текнало оти во Сарајо, треба да има некој змев што грабил цареја ќерка, што ја бараат царските луѓе и му ја сакаат сестра му.
Слушайте ваму, пријатели, му рекол. Ја не сум змев, ами Божи човек сум и оваа девојка што ја гледате мене ми е сестра. Ние сме истерани од лоша маште и донесени овде од татка. Да затоа ви кажувам и со молба ве молам, ојте си, оти сите забадијала ќе загинете. Бре, брате, ич слушаат тие што му вели момчето. Се мислат оти тој е змеот преправан на човек и таа е ќерка му на царот. На тоа згора му се пуштиле на портата да му ја кршат и да му се качуваат во Сарајево, ама ич можат да влезат кога има стрела благословена од Бога. Сопрво му свика на звероите и му и нашмел. Едно пуштање звероите и искинаа сите на парчиња, което отепа со стрелата, кое зверчите. И сотре сите. Околу Сарајо садене кулци на куртулиса и отрчаа кај царо да му кажат што стана и како се стори. Разбирајќи царо тоа нешто, пушти едно чудо војска да го отепа змео, ама и таа војска беше се разбила и на трети пат беше го пратил царо сина си со многу војска да му дојдат до ако на змео. Копајќи зајачето во темело да си направи легало спроти адето што го имаа зајаците, излегол ноќта во една одеја кај што лежал змео. Змео спиел и не го сетил зајачето. Видоајќи тоа нешто, се вратило назад и му кажало на момчето. Бре, да за вистина имало овде змев и на вистина треба да има царја ќерка грабена од змео. Треба да е скриена овде, е рекол на сестра си. Зема со себе мечката, волко и лисицата, таму пошол на одајата кај што седел змео, ја окршил и му влегол внатре и му ја пуштил стрелата во главата. Да сите глави му ја отепал, само една му останала жива и го извоил од одајата змео, да го качил на чардакот да се гледа оддалеку, како кога тепува некој некоја змија и ја качуваат на некој трн, али шип, али на какво да ја гледаат свето што ќе врват, така и момчето беше го качил змео на чардак. Кажи бре змеу, кај си ја скрил царја ќерка ако сакаш да ти оставам едната глава жива? А пак ако не кажуваш да знаеш, оти ќе ти ја стрелам и таа глава што имаш жива. Живот мила бидејќи, кажал змео во која одеја ја имал скриено царја ќерка. Отишло момчето со сестра си и ја изваиле од кај што беше скриена. Една го видела момчето царја ќерка и го заграбила. Мило брате, му рекла со плачење, од кај те донесе Госпо овде да ме куртулисаш од овој звер, брат да си ми и на овој век и на тој век. Ами ти, сестро, од кај дојде овде, да ми бидиш другарка? Ајде, брате, однеси ме кај татка, оти татко ми е голем цар и ќе ти дај голем бакшиш. Ја може мене да ме даа ако не си женет. Чун ти татко така треба да рекол, кој ќе ја најди ќерка ми, зет ќе го сторам. Од тие зборови на царја ќерка што му и велела на момчето, на срце му беа паднале и му се таксало да ја земи за невеста уште туа, чунки таа била лична како сестра му. Еле е така, мило моje момче, дај прстен и прстенју ми уште не појде на кај татко и кога ќе ојме, ќе го натерам татка и брата ми да го сврши и да го жени, та со еден арч свадбата да направиме. Ами имаш брат Мориснао, ја рекла сестра му на момчето, не женет? Имам, сестро, имам брат како некој рслан да го видиш и да го грабниш. Види ме мене, види го него. Ако сме живи да си ојме дома, ќе го видиш што имам брат, ем те уверувам, оти ќе го бендисаш ти, ама и тој ќе те бендисат. Ај ако сакаш да те прстенувам за него и да си живееме сите како цари. На тие збори што си изборуваа, беше се задала силна царја војска да иди кај нив да се бие и да ја најдат царја ќерка. На тоа згора, што измисли момчето да не се прави бој, кренал еден бел бајрак над Сарајо, да види асќерот и кавга нејки тоа, и го прати зајачето да му каже на големиот што ја водел војската, да дојди кај момчето, има нешто радосно да му каже. Отрчало зајачето при војската и му се представи пред големиот што водел војската.
Големио бил син му од цар. Кажи бре зајаче, што има да кажеш, му рекол царев син. Радост голема ќе ти кажам, му рекло зајачето. Честити војвода, змео стопано мој го отепа, царја ќерка ја избави и се прстенува со неа. Затоа ти кажувам да дојдиш таму со неколцина да видиш и да не ја мачиш целата војска. Кога чу царев син тоа нешто од зајачето, од радост ќе излетал, чунќи се нашло сестра му и се прстенувала за такво јунак момче. Зел неколцина големци и отишол кај момчето да види дали е вистина тоа нешто што му го кажува зајако. Едно се понаближил до Сарајо, син му од царо, и видел на чардако змео отепан кај стои врлен на чардако. Од друга страна ја видел сестра си помеѓу брато и сестрата, сите насмевнати и радосни. Влегол царо во Сарајо и се качил горе. Уште одскали, го пречекали и братски сите си избакнале, да се испоприкажале за како се нашле тука брат и сестра и со какво јунасто истепало толку чудо војска и како го отепало змео. За сето тоа момчето му кажало се со ред, како биле сираци, како го доеле лебо, како госпона стар му дошол и лепешката на погача му ја блосло да не му се битисува никогаш, како му ја дала една стрела и со неа праел големо јунасто. На сето тоа, честити царев син, јас се прстенував со твојата мила сестра. Сега ти што велиш? Јас, мило момче и милото ми зетче, од мерата надвор сум благодарен и ајде готви се да одиме при татка, та да го молиме и мене да ме сврши и наедно свадба да правиме. Мило брате, му рекла сестра му на царев син, јас се прстенував за ова момче, ама и тебе те прстенував за убавата му и мила сестра негова и повели земи си ја за рака. Со голема радост ја декса царев син и си ја зеде за рака, да се сготвија да одат во царскиот град и тамо да се венчаат. Собраа се што имаше во Сарајо најубаво и најскапо, го дотепа змео и си викна момчето мечката, волко, лисицата и зајачето, да се испростија со нив и му го остави Сарајо ним да го вардат и да си живеат. Пред да тргнат за во царскиот град, пушти царскиот син татари да појдат да му кажат на царо, оти ќерка му ја нашли и ја прстенувале за еден силен јунак, и од тој силен јунак син му од царо ја прстенувал сестра му. Кога му отишол тој Абер на царо, од радост ќе излетал и собрал голема тебабија, да излегол ден далеку на пречек и тамо си пречекал ќерка со зет, син со снаа, да со плачевен радост си прегрнал и си сладко целивал, да водејќи за рака си и донесол дома. Курдиса царска свадба, што ја прави токму 3 месеци и си венча ќерка си за момчето, снаа си за сина си. И се останаа да си живеат царски и господарски, а пустата машта со своите 2 деца, дури биле живи, живеале се болничеи, сиромаси, црни и темни. Ете, што рекле стари, роди ме мајко со късмет, врли ме на пато. Ете, кога неќи Господ да го губи човека, нема човек што да му прави.